Добро вечер на сите. Продолжуваме со книгата од 1001 ноќ. Денешната приказна се вика Приказна за волот и магарето. Ќерко, знај дека некогаш си живеел еден трговец. Имал многу пари и добиток. Имал жена и деца. Севишниот Аллах му дал дарба да го разбира јазикот на животните и на птиците. Трговецот имал куќа в село. Во неговиот обор живееле едно магаре и еден вол. Секогаш кога волот ке поминал покрај јаслите на магарето, гледал иста слика. Се исчистено и сметено. Ставена храна, пресеан јачмен и ситно здобелена салама. На магарето си лежи и си одмара. Од време на време стопанот го јавнувал за некоја работа, но потоа се си продолжувало на истиот начин. Еднаш трговецот го чул волот како му вели на магарето: "Арно ти е тебе. Јас секогаш сум изморен, а ти се одмараш. Јадеш просеан јачмен, ти чистат, стопанот ретко те јава, а јас постојано наорање. Кога ќе излезеш во полето и ќе ти стават јарем на вратот, легни и не станувај, дури ако те тепаат," го посоветувало магарето. "И ако те дигнат на нозе, пак падни. Ако те вратат дома и бакваа да ти стаат, не јади, прави се болен. 2-3 дена не јади и не пи и ќе се спасиш од уморот." Трговецот ги чул овие зборови. Слугата донел сено, но волот не каснал речиси ништо, а изутрина, кога го впрегнале во раото, излегло дека е болен. Слугата му го кажал тоа на стопанот, а тој му рекол: "Земи го магарето, тоа нека ора цел ден место волот." Приквечер, кога се вратило магарето, волот му заблагодарил зашто се одмарал цел ден. Магарето не одговорило, но многу се каело. На вториот ден слугата пак го повел и го натерал да ора до вечерта. Магарето одвај се довлечкало, вратот му бил нажулен, било ужасно ослабено. Волот му заблагодарил, а тоа си рекло: "Арно си се одмарав, што ми требаше да се мешам во тоа што не е моја работа?" Ама гласно одговорило: "Ти знаеш дека ти давам добри совети." Ама го чу стопанот како вели: "Ако волот и утре не стане, прати го кај касапот. Нека го заколе, барем да ја искористиме неговата кожа. Се плашам за тебе." "До утре ќе почнам да работам," извикал волот. Следното утро трговецот отишол кај жена си на одборот. Дошол слугата и го извел волот надвор. Штом го видел стопанот, волот почнал да мафта со опашката. Забрзал, па дури почнал и да потрчува. Трговецот дури паднал на земја од смеење. "Зошто се смееш?" го прашала жена му. "Видов и чув нешто, но ако ти кажам што, Аллах ќе ме казни," одговорил тој. "Мора да ми кажеш зошто се смееш, па дури и да умреш," била упорна таа. "Не можам, се плашам." "Аха, значи мене ми се смееш." Жената продолжила да го тера, да ја каже и најпосле тој попуштил. Било бесмислено да продолжи да ја разубедува. Отишол на бунарот кај џамијата да се измие. А кога ќе се врати, да ја каже и да умре. Трговецот имал еден петел и 50 кокошки, а имал и куче. Слушнал како кучето лае по петелот и го кара: "Ти се радуваш за нашиот стопан ќе умре." "Зашто ќе умре?" рекол петелот. Кучето му раскажало што се случило, а петелот рекол: "Боже, стопанот не е со сиот ум. Па ја имам 50 кокошки и успевам да излезам на крај со сите од нив. Една ќе израдувам, друга ќе казнам, а тој има само една жена
и не знае како да постапува со неа, треба да земе една капинова ластунка, да ја затвори во собата, да ја тепа, да ја претепа, па ќе видиш дека ќе престане да прашува што ќе и текне. Трговецот скршил неколку капинови ластунки, ги сокрил во собата и ги рекол на жена си: дојди внатре да ти кажам, но да не може никој друг да чуе и да види. Таа влегла внатре, тој ја затворил вратата за неа и почнал да ја тепал, се додека и се слошило и на крајот викнала: сека, нема веќе да го повторам тоа. Почнала да му ги бакнува рацете и нозете кај ги се. Двајцата излегле надвор. Сите роднини што биле собрани таму почнале да се радуваат, да се смеат и до крајот на животот да ја чувале тајната за се што се случило. Откако ќерката ја изслушала приказната што ја раскажал татко и рекла: морам да одам. Тој ја подготвил и отишол кај цар Шахријар. За тоа време ја посоветувала својата помалада сестра: кога ќе отидам кај царот, ќе пратам да те повикаат. Штом ќе видиш дека е тој, веќе си изнауживал, ќе речеш: сестро, раскажи ни нешто што не знаеме, за да не ни биде здодевно во текот на ноќта. Тогаш јас ќе почнам да раскажувам, па ако сака Аллах, тоа ќе ни помогне да се спасиме. Таткото ја одвел кај царот, но кога тој посака да остане сам со неа, таа се расплакала. Што ти е, прашал тој? О, господаре, одговорила таа. Имам помлада сестра и сакам да се збогувам со неа. Царот пратил да ја доведат сестрата. Дуњазда дошла, ја прегрнала сестра си и се стуткала до постелата. Откако царот ја одзел девственоста на Шехерезада, седнале да разговараат. Сестро, рекла Дуњазда, ајде нас кажи ни нешто што не знаеме, за да не ни биде здодевно во текот на ноќта. Со задоволство. Ама ако ми дозволи царот, кој е љубител на учењето, одговорила Шехерезада. Кога го слушнал тоа царот, кој страдал од несоница, се израдувал поради тоа што ќе чуе некоја приказна и дозволил. Ноќ прва. И Шехерезада почнала да раскажува. Се слушаме утре. Деца, тату, тица. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни.